Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ве поздравувам во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено, а како што веќе добро знаете, во овој период од годината во емисијата за Универзитетот отворено ги промовираме единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола пред почетокот на започнувањето на уписите за новата академска година 2026-2027. Денеска тука ви го представуваме Факултетот за биотехнички науки во Битола, а наша гостинка професор доктор Елена Јошевска, деканка на факултетот. Деканке, добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добро ве најдов, поздрав за слушателите на радиото Укло ФМ. И драго ми е што ќе можам да кажам основната карта на нашата високообразовна установа и да ги представам студиските програми за идните матуранти кои што сакаат да го продолжат нивното образование. Да кажеме дека прв пат сте гостинка во нашата радиопрограма, вака, мислам како интервју, нели гостинка во интервју, со оглед на тоа што сте и релативно нов декан на факултетот од 2025 чини. Да, од 14 октомври 2025 година веќе извршувам функцијата декан на Факултетот за биотехнички науки со нови можности, нови креирање на напредни студиски програми, обновување на наставно-научниот процес, подобрување на научно-истражувачката работа, подобрување на инфраструктурата на факултетот и секако во преден план подобри услови за нашите студенти. Тоа беше една од целите во мојата програма за овој 3-годишен мандатен период. На местото дојдовте деканка на Факултетот за биотехнички науки и веднаш пред вас предизвик прослава 65 години од постоењето на Факултетот за биотехнички науки. Ова единица на универзитетот е една од постарите единици на универзитетот на Укло. Точно така, Факултетот за биотехнички науки, значи на 14 ноември 2025 година одбележа 65 години од основањето, како една од најстарите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, кој што во изминатите 6 децении остварува плодна научно-образовна, научно-истражувачка, апликативна и издавачка дејност. Факултетот во овој изминат период е препознат по своите традиционални вредности, квалитетен академски инфраструктурен потенцијал во кој што се образува и оформува инженерски и менаџерски кадар од различни профили. Како што напоменав, сите овие години вложуваме во подобрување и совршување на наставните програми и модули, создавајќи една препознатливост и квалитет во македонското образование и наука. Нашата визија е да се позиционираме како водечка национална и меѓународно призната наставно-научна институција. 65 години значи дека толку и генерации излегли од Факултетот за биотехнички науки, кој на почетоците и не бил факултет, нели? Да, висока школа прерасна, значи почетоците на висшата земјоделска школа точно датираат од 1965 година. Меѓутоа, значи со трансформацијата и измените на Законот за високо образование во 2000 година, почнувајќи со процеси од 1999 година, од 2000 година веќе сме Факултет за биотехнички науки со современи студиски програми, 4-годишно академско образование во кој што се остварува наставно-образовна дејност не само на прв циклус, туку и на втори и на трет циклус на студија. За да се задржи оваа традиција, нели треба и добар академски кадар кој што ќе знае сето она што го има, што го поседува како знаење, нели да го пренесе на младите. Да.
Првен јас сакам да се пофалам лично дека јас бев студент на факултетот за биотехнички науки и од тука се моите почетоци, тука го реализирав моето образование и поголем дел од наставно-образовниот кадар токму произлегуваат од нашите клупи. Исто така екипирани сме во однос на запазување на онаа висока образовна рамка на квалификација која што сега е доста актуелна со акредитација на новите елаборати. Значи таквиот стандард да го исполнуваме во однос на наставно-образовниот кадар, подмладувачката инфраструктура исто така веќе имаме вработени асистенти, како и морам да се пофалам, значи дека и лаборанти исто така во нашиот факултет се обучени да ја изведуваат научно-истражувачката работа и практичните вежби во лабораторијата кога студентите нели устваруваат вежби согласно студиските програми. Така да во тој дел мислам дека сме екипирани и кадарот е обучен, образован, елоквентен со научно-истражувачки трудови кои што се во базите на Web of Science и на Scopus, сега доста актуелна проблематика, што е лесно проверливо нормално и што може да се видат имињата на нашите професори баш и сега во првите 100 на универзитетот, некаде 40% значи учествуваме ние на таа листа со академски кадар од нашиот факултет. Рековте дека поголемиот дел од кадарот на факултетот за биотехнички науки до дипломските, па потоа и останатите циклуси на студии ги завршил токму тука, што значи дека сте директно запознати со она што на студентите им е добро, а на што треба да се обрни повеќе внимание. Па еве сега како поранешен студент, а сега веќе на функцијата дека кои беа предизвиците, да речам, со кои како студент се соочувавте тогаш, а кои се сега? Во моментот кога студирав еве лично јас, морам да кажам дека можностите кои што ги имаат сегашните студенти не се исти како што ги имавме ние пред некои 20 години кога студиравме. Ги поттикнувам младите студенти затоа што сега се нудат такви можности на студирање, тргнувајќи од стипендиите, тргнувајќи од Еразмус програмите, од ЦЕПУС програмите, можноста на студентите да учествуваат во научно-истражувачки проекти како помлади соработници, што е едно од задолжителните активности кога се аплицира за некаков проект. Можноста исто така тие да можат да учествуваат на студентски конференции, значи практична теренска работа која што ја организира нашиот факултет, она што го познаваат како теорија да можат да го применат и практично во лабораториите со кои што значи сега сме опремени, кои што располагаме, така да можностите ако се направи споредба во времето кога пред 20 на години се студираше и сега се многу поусовршени, се многу пореални за времето за кој што студентите студираат. Така да само можам да ги охрабрам, затоа што обезбедуваме во секој случај ефикасност на организација и работење, квалитетни атрактивни студиски програми, програми за доживотно учење, исто така и можности, како што кажав, да можат студентите да престојуваат 1 или 2 семестри преку програмите што ги спомнав и да можат да го осетат онај европски високообразовен простор. За тоа што се нудите на студентите, односно сега веќе на матурантите да кажеме, ќе преговориме во вториот дел од емисијата, ќе направиме сега една музичка пауза, а потоа почитувани слушатели и за студиските програми кои се нудат на Факултетот за биотехнички науки на прв, втори, трет циклус студии. Kako što ti veli
пријавене повторно назад во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Ве подсетуваме следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска заедно со нас е професор доктор Елена Јошевска, деканка на Факултетот за биотехнички науки. Го представуваме факултетот пред идните, ве би рекле, бруцоши на факултетот, но и за сите оние кои што се уште размислуваат каде да го продолжат своето високо образование. Деканке, рековме дека сега ќе проговориме малку за оно што се нуди на прв, втори, трет циклус студии и секако ќе започнеме со оно што е најактуелно до дипломските студии, што се ова во новата академска 2026-2027 година ќе им се понуди. На Факултетот за биотехнички науки во моментот на прв циклус на студии активни се 3 современи акредитирани студиски програми. Тоа се студиските програми Квалитет и безбедност на храна, студиската програма Агроменеджмент и студиската програма Зоотехника. Сите профили на студиските програми морам да кажам дека излегуваат со академски назив инженерски, значи дипломиран инженер во зависност од студиската програма и 240 кредити со дипломи кои што се европски признати. Студиската програма Квалитет и безбедност на храна трае 4 години, односно 8 семестри. Со добивање после завршувањето на студиите, студентите ќе добијат стручен академски назив дипломиран инженер по квалитет и безбедност на храна. Со оваа студиска програма студентите по завршувањето ќе бидат насочени кон обезбедување на знаење и стекнување на вештини за безбедноста и квалитетот на прехранбените производи, почнувајќи од суровините за нивно производство, преку самиот процес на производство, складирање, дистрибуција и продажба. Едукациите на кадри од овој профил е од особена важност за развојот на прехранбената индустрија во нашата држава и за институциите кои што се занимаваат со анализа на квалитетот и безбедноста на храната. Значи, оваа студиска програма едуцира кадри кои што се директно инволвирани во самиот процес на производство, ќе можат да ги детерминираат потенцијалните контаминенти на храната, ќе бидат инволвирани во имплементација на стандарди за контрола и квалитет и секако, значи, можат да бидат инспектори, односно, значи, да ја спроведат законската регулатива. Или накратко кажано, значи, секој некој што ќе заврши студиската програма, ќе може да биде технолог во било која прехранбена индустрија, ќе може да работи, значи, како инспектор за храна во подрачната единица на Агенцијата за храна и за ветеринарство. По завршувањето исто така ќе може да работи на одделите за проматологија, секаде онаму каде што имаат центри за јавно здравје, во лаборатории кои што се занимаваат со квалитет и безбедност на храна, испитување на хемиски, физичко-хемиски, микробиолошки, значи, параметри. Исто така, со завршување на овој профил ќе можат да работат и на царина, токму во делот на контрола на влезот и излезот на прехранбените производи. И секаде каде што има потреба и за едукација до завршување на стручни квалификации или методика во настава, ќе можат и да го предаваат предметот природни науки со нашиот факултет, бидејќи се изучуваат поголем дел од наставните дисциплини во однос на хемија, биологија, инструментални методи, безбедност хемиска на храна, така да, значи, еве ги охрабрувам, можат исто така и оние кои што ќе постигнат добри резултати, па да останат како демонстратори на факултетот, да се создадат можност, значи, за нивно вработување како лаборанти во лабораторија и така натаму. Да, исто така и да продолжат на втори циклус студии, за нив ќе проговориме нешто подоцна. Убаво ја објаснивте оваа студиска програма за квалитет и безбедност на храна, ќе ве замолам и за останатите две. Другата студиска програма е зоотехника, исто така 4 годишно образование, 8 семестри, се стекнува 240 кредити и се добива стручен назив дипломиран земјоделски инженер по зоотехника. Треба добро да размислат студентите баш за оваа студиска програма, затоа што ние сме земја која што е агропрехранбена и која што се дале толкави можности од сонце, од вода, од почва,
И ваквите дипломирани земјоделски инженери по зоотехника само ќе можат значи да го унапредат сточарското производство, кој што е многу важно за развојот на македонската економија. Овој процес ја актуализира континуираната потреба за високостручни кадри во кои што ќе имат сеопфатни, значи и теоретски и практични познавања од наставните дисциплини кои што се изучуваат значи со оваа студиска програма, и мислам дека е доста актуелна како се развива транзицијата на нашата земја и се отвара патот кон Европската унија. Верувајте дека ваквите кадри ќе бидат и како приоритет понатаму кога ќе се афирмира земјоделското производство не само на нашата држава, туку истото ќе биде и компетитивно со Европа и со стандардите кои што се нудат. Така да мислам дека 4 годишно образование и баш ова исто така инженерски профил е само еден мотив плюс да можат да дојдат студентите да ги видат водичите и наставните дисциплини кои што се изучуваат со оваа студиска програма. Другата студиска програма е агроменеджмент. Исто така во делот на земјоделското производство и менаџирање на агропрехранбените предпријатија од нашата држава. Се стекнуваат исто така 240 кредити, 4 години во трајање од 8 семестри, со тоа што студентите кои што ќе завршат оваа студиска програма добиваат исто така назив дипломиран инженер по биотехнологија, агроменеджер, во кој што комплетно ќе биде компетитивен и квалитетен да може да ги снабди сите можности во однос на менеджерските квалитети за водење на еден агропрехранбен сектор. Исто така сега знаете и со модернизацијата, циркуларната економија, вештините кои што ги стекнуваат во тој дел, одржливоста на и заштитата на животната средина согласно агендата до 2030 година, сметам дека исто така и оваа студиска програма е доста атрактивна и актуелна за идните матуранти. Она што е карактеристично за единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, секако и за Факултетот за биотехнички науки, е што им се нуди целосно заокружување на високото образование. Тука мислам на додипломските студии, на студиите на втор циклус магистерски, на трет циклус докторски студии, па еве да проговориме и за Факултетот за биотехнички науки, за она што им се нуди на студентите на втор циклус. Предпоставувам истите студиски програми, само на едно повисоко ниво. Точно. Значи студентите го задржуваат својот континуитет во реализација на студиските програми на втор циклус со напредни знаења, со подобрени вештини, со уште помодерна структура на студиската програма и начин на реализација на нивните студии на втор циклус. Исто, втор циклус квалитет и безбедност на храна, едногодишни студии со 60 ЕКТС кредити, магистар по квалитет и безбедност на храна, понатаму зоотехника, исто студиска програма од втор циклус на студии, една година време трајање 60 кредити, магистар по зоотехника и магистар по агроменеджмент на студиската програма агроменеджмент, една година во време трајање, значи од 60 кредити. Континуитетот е следствен, така да сите оние кои што веќе еве се дипломирани го дозавршуваат образованието, апел, ние ги мотивираме исто така тука да можат да го продолжат и да го заокружат своето образование со уште една повисока академска титула, тоа е магистер. Кога станува збор за трет циклус на студии, за да се стекни највисок степен на образование на студентите, секако да се стручно, научно доусовршат, да се продлабочат стекнатите знаења, се нуди една современа акредитирана студиска програма, значи почнувајќи од 2015 година наваму. Тоа е студиската програма Технологија и безбедност на прехранбени производи, кој што представува надоградба на фундаменталните знаења и вештини на студентите кои што ги стекнуваат на прв и втор циклус на Факултетот за биотехнички науки Битола.
Студиската програма е во трајање од 3 години, односно 6 семестри, и после завршувањето на оваа студиска програма се стекнуваат 180 кредити и се добива, значи, академски назив доктор на биотехнички науки. Усвојувањето на светските стандарди нели во производството на храна, брзиот развој на технологијата поттикнуваат се поголема интердисциплинарност и мултидисциплинарност на науката, потреба за систематизација на знаење, за совладување на одредени процеси и нивна постојана доградба поради совладување нели на се побрзите технолошки промени, така да оваа студиска програма само ќе му ги подобри научните познавања, вештини и ќе овозможи еден развој за креативно размислување и заклучување, како и за самостојна и тимска работа. Декан Кеошевска, рековте дека ги мотивирате студентите по завршувањето на првиот циклус студии да продолжат понатаму со своето образование на едногодишните магистерски студии, а секако кој има желба и на 3-годишните потоа докторски. Меѓутоа, на втори и на трети циклус студии можат да се запишат и лица од струдни факултети, така? Да. Па оваа година можем да се пофалам дека баш од универзитетот бевме пофалени и излезе надпис во локални весници дека факултетот оваа година рекордно запиша 11 студенти на втор циклус на студии, што бевме рангирани некаде на третото место по број на запишани студенти. Мотивацијата е постојана, почнувајќи се провлекува од првиот циклус. Меѓутоа, она што сметам дека е услов е тоа што дека студентите ја видеа онаа практична работа. Можностите да можат да ги фатат, да ги допрат, да ги сработат, значи вежбите кои што ги слушаат во текот на академската година по соодветните наставни дисциплини со апаратите кои што ги имаме во лабораторија, тоа се 2 ХПЛЦ, понатаму значи атомски абсорбер, сокслет апарат, келдал апарат за испитување на содржината на протеини, гасен хроматограф, атомски абсорбер, значи апарат за испитување на антиоксидативната активност. А морам да кажам, значи еве сега ќе објавиме баш еден пост на нашата Facebook страна дека преку проект финансиран од Министерството за образование и наука со повикот од 2025 година, во кој што факултетот доби грант од 5 милиони денари, значи истражувачкиот тим ги дообезбеди лабораториските ресурси со снабдување на опрема, значи во вредност од 1,5 милиони денари, што значи се работи за високо софистицирана опрема кој што овие студенти баш од втор циклус на студии ќе можат и на трет циклус на студии да си ги изработат своите магистерски трудови и докторски дисертации. Така да истите нема да бидат изложени на трошоци, да можат да работат, за да ги сработат лабораториските анализи на нивните истражувања. Ги охрабрувам и останатите, значи, кои што се сродни со нашата единица. Нели, тоа може да бидат од фармацевските науки, може да бидат од медицинските науки. Во програмата за агроменеджмент може да бидат и од економските науки. Ние сме имале и такви студенти. Се полагаат некои, значи, диференцијални испити, 1 до 2, за да нели студентот може подобро да ги совлада компетенциите на студиската програма и мислам дека излегле доста квалитетни кадри кои што сепак нашата алумна бројка покажува дека не само во нашата држава, туку се елоквентни и светски признати и надвор. Претходно кажавте дека дел од средства добиени од проектот од Министерството за образование нели се искористени за доопремување на лабораториите. Токму за проектите ќе сакам да проговориме малку повеќе, но за тоа по музичката пауза. Почитувани слушатели, бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Веќе нема ден, а да не мислам на тебе. Ти си веќе негде далеку од мене. Во глава филмови, душа бунтови, пак ми крена за тебе. Затоа замини од моje мисли ти, не ми прави немир ти. Сега ми правиш нова буря ти и турбуленци, а немаш право ти на мене. Во ова душа
не ми прави нова бура ти. Деканка Јошевска, рековме дека во овај завршен дел од разговорот од емисијата за Универзитетот отворено, малку повеќе за она што значи проектни активности на факултетот, веќе начнавте, веќе кажавте од прилика за еден, но еве да објасниме за каков проект се работи. Проект добиен од Министерството за образование и наука на Македонија. Точно така, значи исто тука морам да се пофалам дека ова е трета година поред каде што на повиците на Министерството за образование и наука нашиот факултет добива грант. Првиот повик од Министерството, значи преку првиот повик успеавме да се опремиме и да ја формираме таа научно-истражувачка лабораторија со грантот кој што ни го даде Министерството за образование. Во вториот повик исто така добивме проект за имплементација на стандардот 17025, нели во таа рамка, во кој што можевме значи да ги акредитираме и дел од методите кои што ги работиме значи во лабораториите, со тоа да бидеме и конкурентни за комерцијални цели, значи доколку има потреба лекарската индустрија да сака да носи проби за анализа во нашата лабораторија, значи ние имаме акредитирани методи, токму исто така со средства кои што ги добивме преку Министерството за образование и наука. И оваа година, мислам минатата година се извинувам, веќе беше отворен повик во кој што се работеше на вистина за грандови на повисока сума на пари, во кој што факултетот значи доби проект Каутех, паметна платформа за крави и мониторинг, значи системи и производство на беломекосирење со функционални компоненти. Целта на самиот проект беше да се имплементира едни паметни огрлици кај сточни грла, кај фарма кој што е избрана за огледна фарма, за да можат нашите студенти токму од оваа студиска програма за зоотехника кој што ја спомнав да ја вршат теренската работа во таквата фарма. Така да мислам дека факултетот и апликативна работа прави со имплементацијата значи на проектот, меѓутоа и ја подобрува значи студентската пракса на некој начин, а и од друга страна еве што ви кажав значи опремата кој што се одобри. Преку програмата Erasmus+, факултетот во моментот е активна со два проекти. Тоа се проектот НИДА и проектот Скалт, значи проекти кои што ги опфаќаат дел од содржините за заштита на животната средина. Грантовите се добиени, значи едниот грант е добиен во 2025 година, другиот грант е добиен во 2026 година. И исто така активни сме, да речам, и во Колорс алијансата на нашиот универзитет, значи доста препознатлива алијанса во кој што минатата година значи учествува во работниот пакет 3 и можам да се пофалам дека со студентите успешно го реализирав интершип проектот во рамките на таквиот проект заедно во соработка со Универзитетот Јосип Јуре Штрасмајер од Осијек, односно со Агробиотехничкиот факултет со кој што сме сродни. Имавме размена на студенти во текот на 5 недели, значи на едукација, цел да можат да ги запознаат нашите вештини на учење и нивните вештини на учење и меѓусебно значи да се стретнеме и заеднички да направиме една свот анализа. И оваа година, значи еве први стартуваме во однос на формирање на колабораториуми. Првиот колабораториум на тема поврзана значи со функционалната храна и заштита на здравјето на потрошувачите го направивме заедно со Високата медицинска школа. Мислам дека беше успешен еден настан во кој што и странските партнери можеа да се запознаат со наставните дисциплини и актуелноста на функционалната храна во нашата држава, значи докаде сме спремни, дали имаме законски
законски регулативи како значи се справуваме со отпадот и дали може да го преработуваме отпадот во функционални производи и секако нас што странските студенти кои што беа дојдени можеа да го видат значи во нашите лаборатории една припрема на функционални производи. Така да мислам дека добро сме позиционирани во рамките на проектните апликации научно-истражувачката дејност на нашиот факултет. И она што и претходно го кажавте во текот на разговорот, кога се работи на проекти, редовно треба да се вклучуваат и студенти, а кај во студентите ги гледам дека не само што се вклучуваат во проекти, туку и самите работат на своји студентски. Точно така. Нашите студенти активно учествуваат на летни школи. Сега група на студенти, значи во периодот од 8 јули до 16 јули ќе бидат представници на летна школа на Универзитетот во Романија. Исто така група студенти беа присутни на студентски конференции, значи почнувајќи од ноември месец на студентска конференција во Штип, понатаму студентска конференција значи во Охрид, вклучени се во рамките на претходно споменатите проекти кои што ги кажат, значи во делот како млади истражувачи, така да мислам дека еве еден мотив плюс за идните матуранти, можат сето тоа да го проверат на нашата Facebook страница, на Instagram, значи профилот Факултет за биотехнички науки, нашата исто така страница на факултетот, да видат дека сето на што го зборуваме, значи навистина е така, дека нашите студенти се навистина активни, не само на ниво на единица, туку и глобално на ниво на универзитетот. Добиени се доста награди за најдобри дипломски трудови, за најдобри истражувачки трудови на студентската конференција, исто така за постигнат највисок просек во текот на студирањето, така да можам да кажам дека сум горда на нашите студенти и секако на академскиот кадар во целокупната реализација на ваквите успеси кои што произлегуваат од нашата институција. Добро, условите ги имате, сте ги создале како факултет. Останува студентите да знаат да ги искористат сите можности кои што им се нудат и само да напредуваат нагоре. Оно што го кажувате, работата во лабораторијата и практичната примена, еве да речам, на оно што како теорија, како знање го добиваат, за да можат нели тука да го искусат, се продлабочува уште повеќе со оно што значи практична работа. Нели како студенти мора да имат и пракса надвор од оно што значи учење овде во клубите. Точно така. Значи, после завршувањето на летниот семестар, задолжително, тоа е и во елаборатот на студиската програма, мора да остварат, значи, 15-дневна пракса до 1 месец, значи од 15 дена до 1 месец, во стопанските субјекти или во лабораториските капацитети, со кои што факултетот има склучено договори за соработка. Верувајте дека имаме голем број на договори на соработка, почнувајќи локално од успешна соработка пред се со најголемиот стопански гигант, тоа е значи ИМБ млекарата во Битола. Потоа млекарата Здравје Радово, млекарата значи Велковски, млекарата поранешната Идеал Шипка сегашна значи Лакталис, сумесната индустрија Микс Свети Николе, сумесната индустрија Агрија од Велес, локални млекари кои што се на територијата значи на Прилеп, со Агроплот Ресен. Исто така морам да се пофалам дека минатата година недобриот студент кој што дипломира на нашиот факултет, значи со стипендија од неговите почетоци беше од Витаминка, кога го заокружи своето образование, сега е главен технолог значи во Витаминка. Тоа е вака еден податок плюс кој што би ги мотивирал матурантите. Така да практичната настава ги носиме исто и во текот на годината по наставните дисциплини во кои што постои теоретска настава. Лани бевме во ВЗ-Шари, значи да ја видат понатаму, значи ги носиме овде локално во Никс, ова нова една шведска компанија значи за кондиторски производи. Прекрасно.
Точно така да мислам дека во тој дел слободно студентите кои да ги прашам се подготвени. Не е само клупа, столче, тетрадка, туку навистина и вештини кои што ќе ги стекнат и компетенции со самото нивно студирање. Да, пред да го завршиме разговорот со нешто ќе значи порака до матурантите, порака до сите оние кои што размислуваат каде да го продолжат своето образование, да се потсетам на колабораториумот кој што го организирате заедно со Високата медицинска школа во рамките на Colors проектот. Имавте покането поголем број на гости кои што ги следеа презентациите, но исто така интересно барем за мене беше што како представници на разни компании, меѓу кои некои се тука ги спомнавте, без ваши поранешни студенти, сегашни алумнисти, значи го нашле своето место, се вработиле и имат високи функции во компаниите каде што работат, а сепак, ќе кажеме, се работи за компании кои што навистина бараат луѓе кои што ќе знаат да одговорат на потребите на онда што значи нивна работа, нивни ангажмент. Точно така. Јас морам да се пофалам дека почнувајќи од самите почетоци на факултетот, ние алумни студенти или алумни кадар, значи имаме во Австралија доста во истражувачки центри во Германија. Мислам дека и на универзитетот имаше прилог. Понатаму во Вагенинген, значи во Холандија, генералниот менаџер на Дукат компанијата исто така потекнува од нашите клупи. Генералниот менаџер на млекарата АД Битола и менаџерката за квалитет потекнуваат се наши студенти од нашите клупи. Сите технолози на овие млечни и месни индустрии кои што ги набројав се наши студенти. Горда сум што не застанува делот на едукација на ваквите струки, бидејќи и сегашните дипломирани студенти веднаш си го наоѓаат своето место. Како што споменавте, значи типичен пример беше на излагањето и на предавањето на наш студент кој што заврши пред 2 години и сега е менаџер за квалитет во кондиторска индустрија. Понатаму представници кои што беа дојдени од владин сектор, тоа беа представници значи од инспекторатот на Агенцијата за храна и за ветеринарство, за подрачната наша единица, кои што се сложија дека треба да поработиме малку на законската регулатива за храната од сето она кој што излезе како заклучок на крајот од колабораториумот, така да се додека има храна, значи ќе има потреба од вакви кадри, точно така. Предпоставам дека ова ќе биде и дел од пораката што ќе ја упатите до матурантите, но и како што реков сите оние кои што размислуваат каде да го продолжат своето високо образование. Точно така. На сите драги матуранти кои што сакаат да се занимаваат со се она што е поврзано со производството, испитувањето и безбедноста на храна, кои што сакаат да станат инженери, магистри, доктори на науки од биотехничката област, Факултетот за биотехнички науки дава можност и широк спектар на знаење и вештини потребно за профитабилно производство на храна со висок квалитет, храна со додадена вредност, кој што денес е најголем предизвик во современиот живот. Задачата е одговорна, сложена, меѓутоа во исто време значи и доста племенита. Студиските програми кои што ги нуди нашиот факултет се компатибилни со голем број на европски образовни системи и нудат можност за образование на стручњаци за сите предизвици од современото производство на храна. Затоа добре дојдени сте на Факултетот за биотехнички науки во друштво на сите нас, значи на кој што производството на храна име во срцето, така да потрудете се сите кои што ќе се одлучите за оваа професија да оставите позитивна трага во иднината на нашата земја. Високото образование не е повеќе привилегија, туку изразена потреба за сопствено усовршување со подигнување на компетенциите за усвојување на нови знаења и вештини. Така да треба да се гордеете со своето образование, кој што може да се стекне само со упорност, вредна работа, долгогодишно, значи само одрекување. Вашата мука е огромна, вашата задача е од стратешко значење.
дајте го најдоброто од себе, живејте со пулна верзија од себе, секој ден започнете го со верба кон вашите соништа без да се сомневате, верувајте дека сте создадени да направите едно добро дело, бидете храбри, бидете бестрашни, значи бидете најдобрата верзија од себе и значи ве очекуваме да видите еден академски подмладок од 15 октомври 2026 година во просторите на Факултетот за биотехнички науки. Декан Кејашевска, ви благодарам за одвоеното време, за овој разговор и на крај ќе ви посакам добро здравје секако и успешна нова 2026-2027 академска година. Ви благодарам за издвоеното време и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи и во делот на настани кој што и во наредната академска година факултетот ќе ги организира или ќе биде на дел од настаните на универзитетот. Универзитетското радио КФМ Битола е секогаш во служба, ќе речам, на универзитетот и на единиците, па се тоа што го организиравте и досега, а и од сега натаму, како универзитетско радио во секој случај како настан ќе биде покриено низ разговори, низ емисии, не само со професорскиот кадар, туку и со студентите. Ви благодарам уште еднаш. Така, ви благодарам и на вас. Преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. По
И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. УКЛО ФМ Битола, јуни 2026 година. УКЛО ФМ 90,8. Избери квалитет, избери традиција, избери го УКЛО. И слушај УКЛО ФМ Битола 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk